Со една невидена леснотија одредени Facebook групи за билдање на гласачко тело врз основа на патриотизам и одбрана на национални интереси, од време на време повторуваат едните исти манипулации за предавството на една или друга политичка партија, за предавството на еден или друг политички лидер. Објава на Facebook група пласира невистините содржина, со која се тврди дека премиерот Зоран Заев ќе помилувал осуденик на доживотна казна затвор. Бурхамедин Нухиу од Тетовското Порој, припадник на УЧК, кој беше осуден на доживотен затвор за убиството на матурантот Ванчо Јосифовски на кошаркарското игралиште во Тетово. По неговата поднесена жалба до Зоран Заев ќе биде пуштен на слобода. Информацијата е лажна. Ова за вистино мери официјално е потврдено од кабинетот на преседателот Стево Пендаровски. За време на мандатот на преседателот Стево Пендаровски, одстапувањето на должност до сега се поднесени и е расправано за молби на 4 лица осудени на казна доживотен затвор и сите се одбиени. За лицето за кое се интересирате, нема поднесена молба за помилување, информираат од кабинетот на преседателот. Вест со иста содржина е објавена непосредно пред референдумот за договорот со Грција во август 2018 година. Инфомакс тогаш објави дека Нухиу е веќе ослободен од страна на Заев и СДСМ. Во дело 200 пишува: граѓаните се гневни поради фактот што убиецот на матурантот Ванчо Јосифовски, припадник на УЧК, Бурхамедин Нухиу, кој беше осуден на доживотен затвор, сега ќе се најде на слобода, откако тој поднел жалба која била уважена. Истата информација тогаш е пренесена на социјалните мрежи. Потврдата за тоа дека и оригиналната содржина од 2018 година била лага е службениот весник од 28 декември 2018. Меѓу помилувањето од претходниот претседател по повод новата 2019 година нема одлука за помилување на Нухиу. Второ, и не помалку важно, премиерот Зоран Заев нема ингеренции да расправа или да носи одлуки за молби или жалби од овој тип. Тоа, според актуелните Закон за помилување и Законот за амнестија, го има единствено преседателот на РСМ, а постапката може да ја почне и Министерството за правда, со нагласка дека со Законот за амнестија од 2018 година, например, не е ни допуштено да се амнестираат лица осудени на казна доживотен затвор. Дознаете повеќе на вебсајтот на Критинг.